Драги мои, добар ден. Повторно со уште едно ново издание на Црвена линија. А во него, од утре четврток, 1 јуни, повеќе нема да важи мерката на владата за замрзнати цени на дел од земјоделските производи, но и за белиот и полубелиот леб, брашното, маслото за јадење, јајцата, оризот, тестенините, млекото и млечните производи. А се одмрзнуваат и цените на хигиенските производи, како пелените, тоалетната хартија, влажните марамчиња и хигиенските влошки. Вице-премиерот Фатмир Бетики за одлуката за утрешното одмрзнување на цените рече: сите предуслови да останат цените на исто ниво, па и да бидат помали, се исполнети. Електричната енергија намалена, цената на суровини намалена. А тоа значи дека и оние што произведуваат и оние што тргуваат имаат услови реално да ги задржат намалените замрзнати цени, па дури и да ги намалат. Вчера и министерот за економија Крешник Бектеши кажа дека нема да продолжи мерката за замрзнување, имајќи предвид дека цените на одредени производи веќе се пониски од замрзнатите цени. Дали во предуслови за одмрзнување на цените спаѓа и покачувањето на платите од 78% на функционерите? Дали очекувате по одмрзнувањето цените да се зголемат или намалат? Тоа е оно што денес ве прашуваме во Црвена линија, а секако имаме прашање и веднаш ќе преминам на Инстаграм стори анкетата, што значи доколку не сте не заследиле на Инстаграм, време е да го сторите тоа, значи веднаш, и да дадете одговор на денешното прашање. Според вас, кој нема да го осети одмрзнувањето на цените? Дали се тоа под А функционерите, Б работниците или пак под В сите? Како и да е, секако телефонските линии ни се одмрзнати постојано што се однесува до вас и еве со нетрпение очекуваме да ве вклучиме понатака во ова издание на Црвена линија. А за да ја подгрееме атмосферата, секако ќе продолжиме со прилогот на мојот колега Петар Догов. Во владата оптимисти, а граѓаните предпазливи. Надлежните се сигурни дека се исполнети условите за да се одмрзнат цените на основните прехранбени производи. До крајот на денот оваа антикризна мерка ќе престане да важи. Луѓето по пазарите во страв велат дека и покрај поволните услови за стабилизирање на пазарот, некој сега трие раце. За народот нема дилема дека трговците и производителите ова го гледаат како сигнал за слободно да си ги зголемат цените. Се стравува од ценовен шок. Немогуче да се поевтини, ништо. Не верувам. Што може да се направи во оваа ситуација? Ништо. Што може, ништо. Значи сиромаштијата? Сиромаштијата ќе биде уште поскапа, уште погледа. Па ќе видиме како ќе се однесува пазарот. Очекувам дека цените ќе пораснат. А некоја нова криза економска и слична? Мислам дека не. Нема да влијае толку драстично. Джабете, ако ти немаш пензиите, колку им се, па и да одмрзнат джабе, не вреди тоа. Ќе пораснат. Што очекувате во наредниот период? Криза се поголема? Поголема криза, нели помала дека ќе биде. Од владата велат дека имале консултации и со Стопанската комора и добиле уверување дека нема да има големи осцилации на пазарот. Цените на струјата не се како што беа. Цената на суровините е намалена на светските берзи. Ова се само дел од аргументите на надлежните. Според синдикатите, сето ова паѓа во вода. Трговците ќе најдат начин како да ги манипулираат пазарите, а со тоа и потрошувачите. Имено свесни сме дека во изминатиот период сме дека самите износат двојни, тројни фактури, увезуваат под една цена, прикажуваат друга цена, што да се манипулираат со цената на производите. Се надеваме дека државните органи будно ќе следат сето тоа и дека ќе се обидат да влијаат на едно зголемување на овие производи кои што сега ќе се одмрзнат. Претходниот вице-премиерот за економски прашања најави дека ако има потреба, соодветно ќе се реагира. Нови мерки сега нема, останува само инспекцијата. Битики уверува дека ќе се следи состојбата и кај трговците и кај производителите, со надеж дека ќе се задржат или намалат сегашните цени.
А сега тука останува да ве подсетам, секако дискусијата можете да ја продолжите или да ја започнете меѓусебно се разбира на нашиот профил на Црвена линија на Facebook. Секако ќе ве подсетам дека и профилот на Телма телевизија треба да се заследи на Facebook, не има и на Twitter, но најважно се драго ќе ми биде ако ви има во голем број во Црвена линија во ово издание со оглед на тоа што сите ние сме потрошувачи, редовно пазариме и знаеме како ни беше периодот наназад. Па еве сега од утре веќе стартува и одмрзнувањето на цените. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете. Видете, цените ќе ги одмрзнат, ама и луѓето треба да ги одмрзнат. Оти луѓе има замрзнати. Со мали платички тие се смрзнати, никако да одмрзнат. А овие што си покачија 78%, тие се одмрзнати, олабавени, стоплени, замерак им е. Нив не ги интересира ни цените, колку се, какви се, дали се замрзнати цените, дали робата замрзната, дали скапала замрзната. За нив не ги интересира тоа. Што правиме за овие што се замрзнати со платичките мали, со пензичките, тие треба да одмрзнат. Ајде сега, еве утре ќе се случи одмрзнување. Забележувате ли еве на пример бидејќи пазарувате, верувам да има намалување на некои од цените? Па види, претежно што се намалува зеленчуци, такви работи на пазарите што се продаваат, мора да ги продава за тоа првата робата му скапува и он сака неки ќе ја намали. Не го очекува тоа некој да го одмрзни, да го самите ја намалуваат. Се лебот, замрзнат 5 динари, 10 динари погоре подол, нема врска тоа. Денеска никој леп не јади. Ја по мене 3 лева јадат во денот. Сега еден леп 3 дена го јадат. Тоа значи дека ние ќе бидеме во одлична линија за ова лето. Ќе изгледаме фит. Гледачот најверојатно се исклучи, но секако нема да заборавиме да му се заблагодариме и да го посочиме дека не е особено драго, бидејќи е првиот гледач во Црвена линија и секако продолжете да не гледате. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме, дали е намален тонот на телевизорот? Може ли да се замрзне тонот на телевизорот на нула? Да, бе, слушам, господја, вие не ме слушате. Намалете го тонот на телевизорот целосно и да зборуваме преку слушалка. Ете така. Повелете. Дали се уште го имаме гледачот? Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, еве, очекувате ли да се зголемат или намалат цените по одмрзнувањето? Да ти се Така е, најверојатно кога се стартува вклучувањето, односно во Црвена линија, кога се случува јавувањето, а зошто е тоа така? Постојано повторуваме и најверојатно се опуштив јас и на самиот почеток на Црвена линија не повторив дека исклучително е важно повртењето на телефонскиот број 023070005 целосно да го намалите тонот на телевизорот и да зборуваме преку слушалка телефонски. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Па еве. Поздрав од Прилеп. Голем поздрав и до сите оние кои што не гледаат во моментот од Прилеп. Да ви кажам, сум редовен гледач ваш и на вашава програма и на Црвена линија и на Завртете на Телма. Благодарам. Така да немам обидено да завртам на Телма. Денес има да завртите. Еве, нека биде ова генерална проба. Но еве, кај нас во Заврти на Телма не се одмрзнати се постојано, наградите се доделуваат. Утре ќе се одмрзнат цените. Да, ги гледам наградите, ви се супер наградите. А еве, утре ќе се одмрзнат цените. И што очекувате? Знаете како, цените се не се ни замрзнати. Не се ни замрзнете за тие со ниски примања, со минимални пензии. Јас сум во работен однос, не дека се замрзнати цените, ама утре други ден ни следува верски празник Дуовден. Значи муслиманската нација кога имаат празник таков,
сите цени ги намалуваат за да можат и најсиромашните, да не ги навредам, со ниски примања да можат да си купат. А нашите трговци, производители, дали маркети, дали било што ги зголемуваат цените, да не можеме ништо да купиш, а сепак е празник за сите. Затоа мислам дека нема никак. Благодарам многу за јавувањето. Секако ќе повторам, иако сме во делот на црвена линија, до гледачката од Прилеп ве очекуваме за многу скоро време и во Заврти на Тилма. Но заврши и периодот на замрзнати цени од 1 јуни, а тоа е веќе од утре, ќе се одмрзнуваат цените. Ќе потсетиме дека што се однесува до битики, нема простор за покачување на цените на продуктите. Па дали сте песимисти, оптимисти, дали утре ќе имаме нови ценовни шокови, битики ќе бидат одмрзнати цените. Добар ден. Здраво. Здраво. Па со 78% покачување на функционерските плати нема зима за битики. Нема ни лето да одмрзнат цени. Значи му одговара све. Плюс бенефициите што ги користи у државата. Едно како министер, едно како бизнисмен, едно како човек кој се бави со разноразни махинации овдека у државата, што ние не ги знаеме. Стори некои ги знаат, ама повеќето луѓе не ги знаат нивните махинации. За него никад нема да има проблем околу цените, али затоа ќе ги прашате тие социјалците и тие со најниски пензии, мислам дека околу 11.000 пензија, како они ќе се справат со овие покачувања на цени, ако има покачување на цени, затоа што ја во вакви влади наметнати од Америка, од Европска унија, од Британија, кои се измеќарски влади, кои послушнички владат оваа држава кон Западот, а насилнички кон својот народ, не очекувам да има некое подобрување на цените, напротив, све ќе биде катанга. През, кад спомна господјата, муслимани, таму ги спомнам нешто ти реков, ми рече, нека иде на Кванташки, ќе види кои се главните прекупци, накупци на Кванташки, од која категорија луѓе спаѓаат, и да види македонските прекупци од кого зимаат роба. Значи, све под тешко менгеме сме како народ. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето. Продолжуваме сега со вас и ме сакаме да слушаме во издание на Црвена линија. Кои се вашите прогнози? Дали од утре ќе скокаат цените нагоре или можеби ќе има намалување на истите? Добар ден. Дали сум на линија? Да, во Црвена линија сте, повелете. Видете, за цените. Со одмрзнување на цените нема да има покачување, ќе зависи многу на пазарот понудата. Ако е помала понудата, ќе има некои цени ќе се покачат. Ако пазарот е снабден доволно како што се сега, нема да се покачат. Моментално покачени се крставиците, што нема доволно крставици, односно нема увоз доволно. А домато и другите артикли нема да се покачат, дури ќе паја цената, што тоа министерот многу добро го каже и го објаснува. Ова влада, овој што ја критикуваше владата пред Суха, многу добро работи, пазарите се одлично снабдени. Ајде да речеме, вие како потрошувач, дали сметате дека се реални во моментот цените, кои што ги сретнувате во маркетите? Да, цените се не што се некои поскапени, некои што артиклите се во недостаток, тие цени ги поскапуваат трговците, а иначе цените се реални према стандардот на граѓаните. И секој граѓанин гледа мода по пазарите си купува нормално онако како што му треба. Маркетите се нормално задоволни. Но што ако се граѓаните со минимални примања имаат и повеќе членови? Извинувам, нема граѓани со минимални примања. Тој го зима 15.000 динари пензија, 15.000, а може да помине со артикли 2 месеци. Нема да потроши 15.000 динари. Тоа Добро, благодарам многу за јавувањето. Ете, веќе слушате што велат оние кои што се јавуваат, нашите гледачи, тоест граѓаните, па еве да видиме како ќе продолжи понатаму дискусијата. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Тинче, да ти кажем право, за мене цените се замрзнаа уште кад станав стечаец и јас се борим 30 години, не ме интересира дали се замрзнети, дали не се замрзнети, почнаа да се изиграват со нас народот.
Но сакам да ти кажем да имамо по некој динар, еве сега си имам пензија, па се радуем на мојата пензија и уопште не гледам цени. Више ми е тој преко глава, тој ги замрзна, тој ги омрзна, краставици, педличани, там 300 чуда зборат. Дај Боже да има, ќе си купуваме помалце, еве лето иде, ќе си имамо линија сите, зашто викат дебелите никад не дочекуваат старост, ќе си бидемо слаби. Само да ти кажем, Тинче, на пример, пошто нели задушница е задутре и ја нели мајка ми се помина и викам отиде у социјално да земем да тражим пари, да ми даде некој динар, викам сакам да имам на гробишта и зашто ќе ти викам па мајка, знаеш како е. Абе вика ај глеси работа оно за живите, нема типа за мртвите, тај директорот. Така ми некако знаеш, рече мене ми од една страна ми падна криво, па од другата страна викам па човекот си е управо. И затоа имам си по некој динар и овој више ми е, знаеш, тој ги замрзнат, тој ги омрзнат. Овие функционерите си немат гајле, па знам като да работуеше таму за струја, па улегнемо они купуваат банани, патлиџани, ова мене ми се јаде, а не смеем да потражим срамбе. Абе знаеш ли колку сум се малтретирала? Сега фала му на Бога за пензијата, не е битно до кога ќе живеем, среќна сам. Дај Боже сите да си земат пензија со 45 години стаж. Мала не е битно колку, али први дојде за час, земем си, платим си сметки, платим да струја и се ужива. Поздрав Тинче и се наубаво до Телма, прекрасни сте. Благодарам многу и вам за јавувањето. Одиме малку и со твитирџи, секако нема да ги прескокнеме и нив, бидејќи ќе ги вклучиме во оваа наша дискусија. Еве како се пишуваше на Твитер. Сплитер има напишано, ама основни познавања треба да се има бе. Производи произведени во државата, во која слика нормално е да се поевтини, него кога истите се извезуваат. Во тоа влагаат дополнителни давачки. Крај краева, како влада би влијаела за цени во приватни маркети. Боже сачувај. Па и зборуваме за состојбата и на пазарите и на маркетите со оглед на тоа што утре завршува мерката за замрзнување на цените. Сега што очекувате вие да видите на полиците? Артикли кои што доскоро имаат замрзнати цени, ќе имаат повисоки според вас цени, или може би еве сите пријатно ќе бидеме изненадени, па ќе видиме и пониски цени. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Во оваа држава нема ништо сигурно и никаква сигурност. Одмрзнување, замрзнување и така ништо не се знае дали ќе се одмрзнат или ќе се замрзнат. Тешко е на тие што си немаат, значи на минималците, а тие што имаат со голема плата, тие ќе преживеат. А минималците и социјалците, што да кажат тие? Јас сум еден социјален случај, што побарав помош, а таа помош ми дава артикли со изминат рок. Што да кажам на ова? Не знам. Имавме гледач кој што рече дека реални се цените во моментот и дека со 15.000 денари дори може да се истурка за храна и 2 месеца. Еве, дали вам ви успева тоа? Јас сум социјален случај. Значи, 6.000 денари. 6.000 денари. Со 6.000 денари. Дали да купам лекови, дали да купам јадење или што да правам? Побарав од да речам без помош. Ми дадува артикли со изминат рок. Што побрзо да купам? Дали лекови, дали јадење, дали пиење и така да не би рекла ништо, ни да се одмрзнат, ни да се замрзнат, ако сакаат до неба нека ги направат. Што можеме ние против нив? Благодарам за јавувањето, но можете многу да направите со тоа што се вклучувате во црвена линија и секако да влијаете на јавноста, пренесувајќи ги вашите лични искуства и ставови. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Па ајде да направиме ние чудо, да ги замрзнеме сега во јуни месец вака еден ладен бран да удри па да уништи се живо и да се замрзнат малку луѓето по носовите да имаат солендари. Сакат ли тоа да им се случи? Ке замрзнеме. Па тие истите што имаат дуќани, тие што слепили сме ние, дај му на својот син дома, а на оној другиот син во другата куќа не му дава. Како не ги е срам на овие татковци? Па се грижат душници сега за некое си таму друго дете, за трето. Ајде бе, не зборувајте глупост преку телевизии бе. А бе, работиме, рѓата ни стои под ноктите. И го гледам
на едниот син толку му дава, на другиот не му дава ништо. А е пријатно и со здравие, да замрзне земјата, па тогаш ќе осетите и глад и се. И војни ќе ви даде Господ, се ќе ви даде. Пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Секако, пренесовте како лично се чувствувате во однос на она за што дискутираме, но во продолжение ќе потсетам. Тотално го разбираме гневот кај гледачите кои што го чувствуваат кога зборуваме за тоа неможноста да се фати крај со крај во текот на еден месец, но ве молам, правилото во црвена линија е ставот да го кажете, но сепак и да внимавате во изборот на зборовите. Нека не бидат грди зборови, колнења, посакување, се најлошо и така натаму. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Црвена линија? Да, повелете во црвена линија сте. Да ви кажам за цените. Цените се реални. Севоти ние сите кукаме, плачеме вамо тамо. Меѓутоа нека кажете за новија што се јавуваме ние сите, дали некој нема мобилен телефон. И како се цените не се криви, ова не е криво. И овави што се јави, само едно да ви кажам, тој првиот гледа што ви се јави. Ама нема емпа да го замолям на секој медиум, тој мора да е прв. На секој медиум и све нешто крива ни е државата, све ова, све. Па што да правиме сега ние сме луѓе што живеме сите во оваа држава. Сега тој за него за првиот зборам што се јави на ваша емисија првиот. Ама нема медиум што може тој да го промаши. Ја не знам, дај на кој простори за други да се јавиме. Стално се прави најпаметен. Ајде да го оставиме гледачот, многу ми е поважно и ве вас како граѓанин да ве слушаме, бидејќи сте и потрошувач, верувам. Дали сметате дека во предуслови за одмрзнување на цените спаѓа и покачувањето на платите од 78% на функционерите? Платите 78% други одлучуваат, си има тамо Министерство за финансии, ние не сме за тоа, на нас да ни дават и по 1000 евра, ние пак ќе кукаме. Сега тоа е што е во државата, тоа е се. Не можеме сите да вземе по 3000 евра. Се знае кој може да вземе такви пари. Луѓе што водат државата, што имат обврски, што имат одговорност, што имат све према државата. Благодарам за јавувањето. Јас тука само ќе напоменам дека, например, во европските земји минималните плати се 1000-1500 евра во некој од земјите. Како и да е, продолжуваме со вас, а во меѓувреме и ќе ве потсетам, продолжете да коментирате, шернувате и лекнувате и на Facebook и на Twitter и побрзете се уште во тек нашата анкета и на Instagram, така да заследете ни таму и дадете го вашиот одговор на нашето прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Видите, на запад имате групи и подгрупи за плати. Што го бараме ние да се воведе кај нас. Од тие причини се случува и театар со. Меѓутоа, ние имаме криза на моралот, па затоа ева 78%. А тоа е дека едно збориме а друго правиме. Ја речеме дека имаа морал и етика овие луѓе што се во парламентот, до сега требаше да следат работата со тие 78%. Ама кој се откаже од париве, што си кажеме приказки ние? А што се несе за цениве, не очекувам дека ќе има драстично покачување. Знаете, ние имаме сега моментално еден феномен. А тоа е дека маслото за јадење. Јас како што гледам во еден маркет, не ми е јасно како може увознато масло за јадење да биде поевтино за 10 до 15 денара од домашниот зејтин. Тоа никако да го сварам. Минатата година сите што беа во Црна Гора на одмор кажуваа дека нашето масло за јадење бе поевтино во Црна Гора отколку во Македонија. Тоа истото го кажа и за битолското млеко во Косово. Вие треба да ги прашате овие стопанственици зошто е тој феномен. Како може маслото за јадење од Штим да биде во Скопје поскапо него во Црна Гора? Значи, тука нашите стопанственици прават малверзации. А иначе со зеленчукот, како ќе се доаѓа сезоната, така ќе паѓаат цените, за да негде кон септември кога ќе почне сезоната на земјиците, повторно почне да рипа. Тоа е секоја година. Тоа се случува. Мислам дека нема да има драстично. Благодарам многу за јавувањето. Ќе потсетам, внимавајте само и на тајмерот од 90 секунди. Јави и нешто ќе споделам со вас, бидејќи јас сум граѓанин и јас пазарувам и морам да признаам дека се воодушевив, дури бев и пријатно изненадена кога во еден од маркетите открив дека јајцата повеќе 10 на број не чинат
96 денари, туку беа некои 76 денари, така да навистина на радоста и немаше крај. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Ало, Да, ве слушаме, така? добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Вака, значи, Ве слушаме, продолжете. сакам да ја упатам господјата Славица од Крива Паланка да се врати на час по географија, па потоа да звони по емисиите. Пријатно. Добро, благодарам многу. Еве, јас многу ми е жал што црвена линија понекогаш некои од гледачите времето го користат, се разбира да еве укажат што им пречи кај оние другите кои што се јавуваат, но ние сме отворени за сите, а и тоа не ни е темата. Темата ни е тоа да слушаме вие како потрошувачи, особено луѓе кои што се разбира го живеат овој живот во земјата. Со оглед на тоа што имавме и ценовни шокови, имавме превисоки цени на основните прехранбени артикли, дојде период на нивно замрзнување и веќе утре завршува мерката за мрзнати цени на основните прехранбени производи, што значи сега веќе одмрзнатите цени може да бидат и повисоки, но може и да бидат пониски. Па кои се вашите прогнози? Што ќе се случува од утре? Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Да, повелете, во црвена линија сте. Лебот е многу ефтин, треба најмалку да се зголеме 100 денара, да не биде испод 100 денара, најефтиниот леб. А на кој му е скап лебот, нека си месе. Зејтинот и он е ефтин, 78 денара литро, треба да го зголемат, барем 200-300 денара да биде. А на кој му е скап зејтинот, нека си прже со свинска маса или говедска маса, овчка маса. Тоа ќе биде поевтино кога ќе нема многу да се купува во продавница, и тоа ќе биде и лебот поевтин, и зејтинот поевтин, и се ќе биде поевтино. Ни сите сакаме на готово се да има у продавница леб печен, да не месиме, баник печен, бурек печен, зејтин готов, готово јадење, у хотел да отиме, готово се да ни даат. Абе, за вие народ треба и триците да се зголемат и трици да не може да си купат. Фала, многу пријатно. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Сега продолжуваме. Добра ви има на линија. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Поздрав за сите во Македонија, поготово оние што ме мразат. Јас вака со почит голема кон нив. Ние секако не ве мразиме, па еве, што очекувате утре, какви цени очекувате? Кога човек си сака Македонија, некои таквите луѓе ги мразат, знаеш. Кога си за правдина, за добри дела, некои тоа го мразат. Некои гледаме, еве, си кажа во емисијава, некои дека било се супер, луѓето имале добри плати, се било совршено во Македонија, немало криза, само луѓето чабе кукале, знаеш. Ама ајде сега и пазарувате ли вие? Кажете ми се којдневно купувате леб, млеко и така натаму, нели? Има зголемени високи цени, затоа и што е сиромав, се е скапо, се е недостижно за да помини, но јас се прашувам како тие луѓе кои викаат дека сега е добро кога нема ниту една фабрика отворена во овие 6 години 7, зошто им беше лошо кога пред со ВМРО на власт и Груевски имаше Најверојатно ќе мора по кој знае кој пат да повториме, значи јас ве замолувам, значи во црвена линија пред се, не водете дуели меѓусебно, се разбира црвена линија не е целта да се гневите едни на други, туку напротив сакаме да слушнеме нормално секој од нас и еве конкретно за темата директно сме сите засегнати. Значи сите ние пазаруваме во маркетите, не се живее без храна, тоа е факт. Но завршува и мерката која што на некој начин го штитеше народот од нели зголемување, еве слободно ќе кажам, неартикулирано зголемување на цените, што значи основните прехранбени производи беа со замрзнати цени. Утре завршува оваа мерка. И сега она што сакаме да слушнеме од вас, какви се вашите предвидувања? Дали утре на рафтовите ќе не идете на далеку поскап бел леб или можеби еве ќе се изненадиме сите, како што јас изненади во еден маркет со намалена цена на јајцата, дека еве можеби од утре ќе имаме и пониски цени.
Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. И убав ден, Тина. Најубав ден и вам. Ви благодарам. Како данес сите сме засегнати сега со овој потез на господата кои што ги одмрзнаа цените. Мислам дека избрза. Краток период беше тоа да се навикна на тие ниски цени. По моје мислење е дека е така, па сега дај Боже да се намалат. Меѓутоа сиромаштијата владее. Знаеме дека и Европа и цел свет цените растат. Растат каде растат, кај нас во оваа држава. Во Германија имаше една изјава и до вашите медиуми дојдоа дека се поевтини цените во Германија, него во Република Македонија. Сега кој аспект е тоа не знаеме, а јас мислам дека е избрзан овој потез на власта што ги одмрзнуваат цените, па да видиме што ќе дочекаме од тоа што дали сигурно се морални овие собственициве на големите маркети, да, иначе по малите маркети нема да го применат. Тоа ќе се имат екстра јака цена. Што се однесува господинот што кажа 15.000 денари за 2 месеца било доста. Тоа е фантазија, никој не може да живее, самец не може да живее со 15.000 денари. По еден патлиџан да јадете и пиперка и четврт леп, па не може да стигне. Знаеме која е потрошувачката во Република Македонија, кошницата која е. Дека без со сите режиски трошоци е 54.000 денари. А камоли некој со 15.000 денари дека ќе преживее 2 месеца. Благодарам многу за вклучувањето. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. Секако еве ќе издвам еден, има доста коментари. Јас тука ќе ве подсетам да го заследите профилот на Телма телевизија на Facebook. На овој профил секако објавена она вест која што ја погледнавме во црвена линија, тоа е дека од утре стапува на сила одлуката за одмрзнување на цените. Граѓаните стравуваат од нови поскапувања. Тоа на што говориме денес со вас, дали очекувате се да биде слободно поскапено или можеби ќе се изненадиме со намалени цени. Но еве што пишуваат оние кои што не следат. Бранко Брдевски има напишано: од Европа со поголеми цени и уште стравуваме, ние сме феномени. Сабедин Дурмисов напишал: прекупците на маркетите секој ден ставаат нови цени и уште ова панагон ќе биде. Вајда мисли на панаѓур ќе биде. Добро. Гана Амана напишала: кој сака да живее вака, кој не сака нека бега, нема трета опција. Интересно е и Сабедин Дурмисов напишал: Ковачевски дозволуваш на прекупците на маркетите да ставаат цени што им одговара. Па сметате ли дека утре еве ќе се ставаат цени во однос на трговците како им одговара, или можеби ќе не изненадат со пониски цени од оние на кои што навикнавме? Добар ден. Добар ден. Повелете. Па јас сум тој првиот. Добро. Така. Цените, по моје мислење, не требаше да се замрзнат. Цените не требаше да се... Ние сме пазарна економија. Секој кој што може поскапо да продај, поевтино да купи. Нема јас да работам за тебе, ти за мене. Секој ќе си работи за себе. А тие што не се способни, па се јавуваат и кажуваат, сум се јавувал по телевизии, се јавувам, можам, се но еве правам. доколку, слушајте ме, но доколку има семејства кои што да речем имаат минимални примања, они одат на работа, значи се продуктивни, но не се доволно платени. Ништо не признавам тоа. Зошто? Цените да одмрзнат и пазарот ќе ги диктират. Имаше луѓе, јас кај што работев, банкар бе, па приватно работев, и знам што е. Сите вика не плаќам доприноси. Зошто? Што е, че нема да дочекам пензија, не плаќам. Сега малце му било. И зашто не плаќаше доприноси, а сега бараш пензија? Ништо, цените одмрзнати, пазарна економија, оне на пазар се мачи, произведува колку сака цената да ја дига. Точка, кај го има ова? На некој сега ќе му диктираме, малце му бере парите, ќе живее за социјална. Што пред до сега? Со тоа не се слагам. А тие што ме критикуваат, нека учат од мене, ќе научат нешто. Да ме познавале нешто порано, може ќе стане ли тие луѓе како што требат и немало да кукаат. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете.
Дали сум на линија? Да, повелете, во црвена линија сте. Еден човек од Ѓорче се јавам. Сите до сега што збореа се во право. Последно најчестен кажа, значи сакавме пазарна економија. Не требаше да замрзнат цените. А за покачување, овие денови ќе се покачи све, пошто владата знае дека луѓето исклучија спорињата, нема да трошат струја и дрва, све ќе се качи. Сега овие денови за празнициве ќе се качат и така и ќе останат продуктите. Верувајте ми, патете ми зборот. Ајде, дали до сега забележавте и пред одмрзнување што ќе се случи утре некое намалување на некои цени кај артиклите? Не, сопругата пазари, еве, за шекерот. Шекерот беше вика 40, сега у еден маркет во Ѓорче 51. Значи, уште не одмрзнати ги качили 4 денари. Значи, све ќе се качи, верувајте. Според вас може ли еве да се издржи? Барем за оние кои што се со минимални примери. Тешко, скапе животот, скапотија. Скапотија, тешко. А според вас дали во предусловите за одмрзнувањето на цените спаѓа и она покачување на платите од 78% на функционерите? Ништо, тоа беше јасно. Да не влегувам во смера на политика, како сака закони си гласат, ни закон важи, ни ништо, џабе тие дебати, тие професори што кажуваат, све е. Значи, та 33 години, значи, не е нешто вулгарно, испадна таа босанската. Сјаши мурто да се качи курто. Благодарам за јавувањето во црвена линија, сега го продолжете да не гледате. Продолжуваме со вас, добар ден. Во црвена линија сум? Да, во црвена линија сте. Така, јас ќе кажам за цените дали ќе поскапат, дали ќе се намалат од искуство. Да слушнеме. До сега овие цени што се качуваа од владините пријатели, соработници, тие што увезуваат производи од други земји. Кога треба македонецот да зиме некој динар што се мачи од пиперки или од домати, тие тогаш ќе увезат. Или ќе нагласат нешто, отровени домати, не се добри или било како. Сега ќе завршат доматите, ќе ја избабарат цената. Зелката за 2 денари. Па луѓето немат есап да сеат. Ова година берикет на овие кромидот што беше 80 денари, затоа го платија по 35. Они се каили по 3,5 денари да ти го зимат. Тоа зависи само од овие поголемите увозници што увезуваат, што си клават маржа и за тие поголемите што му дале право да увезат. Иначе кој увезува? Се знае кој увезува. Тие што се горе во врвот, негови луѓе, на нив ќе му даат дозволи, сем дозволи за увоз на таква стока, ваква стока. Таква, ние Македонија што произведуваме, не сме зимна зелата да се увези. Благодарам за вклучувањето. Продолжуваме малку и цитирџи ќе ги вметнеме во денешното издание на Црвена линија. Еве нешто на твит кој што беше објавено на 23 април, не случајно го издвоивме. Пазарна инспекција, тоа беше вест, влезе во познат ланец маркети, се криеле производи чии цени биле ограничени. Сега утре веќе нема да имаме замрзнати цени, што значи еве оние кои што се трговци ќе имаат можност да не изненадат, може би пријатно со драстично намалени цени или може би непријатно со уште повисоки цени. Што мислите вие? Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден. Благодарам. Па вака, прво ја пожасум од таа бранша од агрономија. Прво, климатските услови го направија своето, нашиот производител да не може на време да го изнесе својот производ на пазарите. Така да ќе има проблем, значи количински он има, но не може да произведат количински оноко колку што ни треба на нас. И по моје мислење требаше до крајот уште на овој месец наредниот да бидат цените замрзнати, а некој што кажа дека има доволно пари сме имале може. Меѓутоа, едно мора да се сложиме. Не дека од 60 до 80% нашите граѓани ретко кој прима повеќе од 21.000 денари примања и да ги задоволи сите потреби, тоа е мислена именка. И мислам дека сепак
сепак треба да го штитиме граѓанинот, треба да работиме за тој граѓанин, ако сакаме да остане тука. Ако сакаме и последниот да замине, тогаш да направиме, да пуштиме све до таван да оди, па да не нема и нас, нека има цени, но ќе нема народ. Па ми чини, кој ќе купува тогаш? Нашите трговци не размислуваат дека значи тие се ради нас, ние ради нив, но ние треба да имаме интерес да влеземе, а тие треба да има интерес да ни ги зема парите. Значи, вака како што работат трговци, ми се чини дека сами себе си скокаат во стомак и утре ќе нема кому што да продадат. И за сметка на тоа, Ке подсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди и секако ќе ви се заблагодарим и вам за вклучувањето во црвена линија. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден. Се слушаме ли? Да, ве слушаме, во црвена линија сте. Вака. Значи, во Македонија, се додека не се изградат затвори во секој град и не се воведе смртна казна, не цените, гледате вие, све е баш и бозук, кој што сака тоа прави. Значи, Министерството за земјоделие е ортачен, организиран со трговците и заедно тие ги делаат парите и увезуваат стока од странство. Додека нашиот земјоделец го запоставуваат. Како го запоставуваат? Ке ви речам, пошто од таа бранша сум. Значи, сите репроматеријали кои што доваѓа од Русија, од Руските федерации, нашите неќе да чуат за тоа, а тие се ефтини, по бадијални цени, кои што му се неопходно потребни на македонскиот земјоделец да произведува храна. Со тоа, штом тие се поевтини, ќе биде и поевтина храната. Но на нашите апаши и крадачи не му одговара тоа. И затоа тие се полнат со пари увезувајќи прехранбени производи од странство. Благодарам за јавувањето и сега веќе дојде времето за реклами. Во овој дел на црвена линија веднаш ќе преминеме на соопштување на резултатите од денешната Instagram Story анкета и секако уште еднаш ќе ве посетам, вие кои што не следите, направете го тоа веднаш. А оние кои што не следите, еве како одговорија на денешното прашање. Кој нема да го осети одмрзнувањето на цените? Под А функционерите, Б работниците или пак под В сите? За функционерите одговорија 74%. За работниците 11%, а за сите 15%. А сега доаѓа оној момент каде што и гледачка која што се вклучи во црвена линија секако на темата за која што зборувавме денес, напоменавме дека ја очекуваме да ја слушнеме и во Завртина Телма. Во оваа држава Завртина Телма се одмрзнати сите награди, што значи редовно се освојуваат, можност да се поднаучи нешто да се повтори и секако да бидете во одлично расположение и да имате причини добро да се чувствувате и секако да се почестите со најблиските. А за да се освојат наградите, ние сме и подкажувачи, што значи, еве, како се вика, со врски ќе ви овозможиме да освоите награда. Па, драги мои, еве, забележете ги овие прашања, например, ќе има гатанка, која што вели прво ќе го дадеш, а потоа ќе го држиш. Потоа имаме како се вика песочната препрека во голфот. Имате прашање кој палестински лидер доби Нобелова награда за мир. И еве дури уште едно прашање, кој полковник е роден во либискиот град Сирт. Ако забележавте, можете да изгуглате и секако ќе ги има овие прашања во Завртина Телма, а од таму се гледаме за кусо време, па ајде да освоиме голема награда.